čujemo od predsjednika. Pozivam uvaženog Antića, ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije. Zatim gospodina Branimira Gvozdenovića, potpredsjednika parlamenta Crne Gore. Ja treba da se izvinim u ime Marka Čadeža, koji je trebalo da bude na ovom mestu gde ja sedim. Nažalost, Пред се ви благодарам за поканата. Ми е задоволство да присуствувам денеска на овој собир. Тоа што сум ставен веројатно помеѓу бизнисот и политиката, значи дека доаѓам од бизнисот, па сум година и пол во политика, а претходно 20 години во бизнис. Па ќе се обидам да го сублимирам моето искуство од двете страни. Ќе ви одговорам конкретно прво на прашањето, а после ќе кажам нешто и пошироко на темата, што се однесува до привлекувањето на директни странски инвестиции во Македонија. Мислам дека направивме све што можевме да станеме атрактивна држава. Да станеме атрактивна држава во делот на законите и субвенциите. Да, се разбира, значи секој директен странски инвеститор кој што ќе дојде во земјата сака да има некаков бенефит од неговото доаѓање. Тоа е пред се, значи, да имате некаков инсентив, некакви субвенции, кои што ние сега се обидовме да ги ставиме во закон, да бидат јасни по критериуми, да не бидат договорени со секој директен странски инвеститор поотделно, но е многу важно да тие истите сега важат и за македонските инвеститори, така да ги изедначивме, значи, тие критериуми. Но морам да ви кажам дека после година и пол разговарање со странски инвеститори, субвенциите им се можеби на трето или на четврто место. Прво им е битно да имаат квалификувана работна снага, а тоа се поврзува со прашањето што претходно го поставивте, и тоа се помалци и помалци го има во нашиот регион, и тука треба сериозно да размислиме како ќе продолжиме понатаму. Вториот момент им е да има владење на правото, секој инвеститор сака да биде сигурен дека неговиот капитал ќе биде заштитен. И трето, значи, не така неважно е да има стабилност во државата и во политиката. Значи, можам да ви кажам дека како Македонија се одлучи да се отвори према евроатлантските интеграции, така бројот на инвеститори станува све поголем и заинтересирани инвеститори се поголем. Практично на овој процес кој што го тргнавме и почнавме да го решаваме, значи, со соседите, и да јасно кажеме и дадеме сигнал дека сакаме да станеме дел од европското семејство и од Европска унија, можам да ви кажам дека во последната година само се потпишаа договори со 16 странски директни инвеститори, сериозни, и иако, да речеме, во еден претходен период од 6-7 години, тоа биле 23 вкупно. Да, во мала држава како Македонија, тоа е значително. Сега ќе се вратам на следното прашање, таму каде што политиката може да помогне, а тоа е, ние мораме да обезбедиме за нашите компании, за нашиот бизнис и за нашата држава рамноправни услови со цел свет. Ќе се навратам само на еден момент од дискусијата на представникот од Сименс, на господјата вика, имаме 90 милиона евра проект, кој што ќе развива, значи, анализа и стратегија за развојот на енергетската мрежа за обновливи извори на енергија, и 50% е финансирано од Европска унија. Да, тоа е привилегијата да се биде член на Европската унија, и ние за жал такви привилегии немаме, кои што не сме членови на Европска унија, и тука ние мораме да го направиме регионот конкурентен. И затоа јас лично и владата на Македонија и како поддржува да сите земји, а сега гледаме дека има таков тренд, има таква тенденција, Србија веќе отпочна преговори, Албанија, Македонија, значи, еве е на добар пат, мислам да го решиме проблемот, и сите да станеме да имаме рамноправни услови, бидејќи прва и основна работа е да вие бидете рамноправни со целото обкружување, за да можете да бидете конкурентни. Ако некој има субвенции за 50 до 70% за купување на технологија, вие не можете да го пратите негово конкурентноста со само сопствени средства. И таа работа, значи, е една придобивка која што мораме да ја решиме, а за да таа работа ја решиме, мораме да се ослободиме од сите историски стеги кои што ги имаме помеѓу нас, бидејќи тие не враќаат само назад, и има една добра мисла која што вика дека на Балканот се продуцира повеќе историја него што може да се конзумира. Значи, ние треба сето тоа полека
да го забораваме и да се отвараме према светот и да гледаме како да соработуваме, а не како да ги наоѓаме местата каде што не смееме да соработуваме или не треба да соработуваме. Со оглед на тоа дека работев в енергетика 20 години, само би сакал да го повторам тоа што го кажа колегата Антич и мој добар пријател, дека ние, да, секоја држава не само што ќе се грижи да енергетски биде независна, него таа ќе прави такви енергетски извори за какви што има ресурси. Вие не можете да правите термоелектрани на јаглен ако немате јаглен, не може да правите хидроелектрани ако немате реки и така натаму, секој ќе прави такви ресурси како што може. Но она што сигурно можеме да го направиме, а не го правиме, а треба да го направиме, тоа е да направиме заеднички пазар. Јас сакам само да ве потсетам на едно време кога постоеше една држава која што се викаше Југославија и кога не постоја кросбордер капацитети и кога имаше поголем конзум на електрична енергија него што има денеска во сите држави заедно и немаше никаков проблем со инфраструктурата. Денеска имаме помал конзум, имаме помало производство, имаме повеќе инфраструктура, значи се изградија далеководи во меѓувреме повеќе, а ние се уште имаме загушување на кросбордер капацитети, кои што јас сум убеден дека се повеќе административни него што се технички. Така да во таа смисла, тука ние мораме да поработиме, да ги отвориме тие административни спреги и да направиме еден заеднички пазар. Тој пазар ќе си го направи своето во делот на конкурентноста. И на крај, во делот на улогата на државата. Државата не смее да ги превземе профитабилните проекти од приватниот сектор. Не е тоа целта на државата. Државата треба да ги направи оние проекти кои што се на работна физибилноста, кои што не би се нашле приватни инвеститори да ги направат, како на пример автопатишта. Ако вие земете во Македонија или во регионот да правите автопат, вие ќе видите дека ако барате физибилност во тој проект нема да биде физибилен до крај. Но пак од друга страна нема зошто државата да прави обновливи извори на енергија, поготово ако тие се субвенционирани, тие се бизнис за приватниот сектор и треба да се остават таму. Со други зборови, да не должам многу, времето е ограничено, државата треба да се занимава со проектите кои што ќе обезбедат логистика за бизнисот и ќе обезбедат, значи, да можете побрзо да стигнете секаде каде што сакате. Еве ке зборам за Македонија, да не се најде никој погоден, вие од Скопје до Тирана сте 250 километри оддалечени, а се патува 5 часа без граница, ви зборам, значи да нема граница. Истото тоа е и до Софија, значи 250 километри, 4 до 4,5 часа. За кој бизнис вие зборувате? Не можете дистанца од 250 километра да поминете и да се вратите денеска. Значи треба да преспиете за да завршите работа. Да не зборуваме за чекањето на граница. Не само од аспектот на губење на време, него од аспектот на ангажирани ресурси. Ако вие, вашиот камион, вози 1/4 од времето, а 3/4 од времето стои по граници, значи вас не ви треба еден камион. Ви треба 4 камиони за да завршите иста работа, со која што би завршиле со еден камион. Па значи ангажираните средства за дополнителни средства, па часовите платени на возачите и така натаму. Темата е широка, можеме да зборуваме многу. Тука има многу простор каде може работите да се подобрат, но од друга страна треба да имате доволно искуство и на страната на политиката, бидејќи, знаете, во политиката луѓето брзо се менуваат, за да научат ќе биде потребно одредено време, значи треба да имаме во институциите една меморија, памтење, за да не почнуваме стално од почеток. Јас имам чувство дека ние цело време почнуваме од почеток, која како влада ќе дојде е најпаметна, најдобра, почнува од почеток и така натаму. И уште еден проблем имаме, а тоа е што не сме навикнати да соработуваме помеѓу себе, него јас имам чувство дека сите некако сакаме поединечно да сме закачени за Брисел повеќе, него да се закачиме и да соработуваме помеѓу себе, па сите заедно да соработуваме со Брисел и со Европа. Значи, мојата порака би била, дајте да учиме и од историјата, дајте да видиме, ние не можеме да го достигнеме нивото на размена помеѓу сегашните држави, а тогашни републики, што сме го имале во времето на социјализмот. Ако тоа било тогаш возможно, денеска е уште повозможно. Ние прво тоа ниво треба да го достигнеме, а после тоа да видиме сите заеднички некако да се закачиме во Европска Унија, така и на Европска Унија помалце ќе и тежиме сите заедно. Значи, практично, може да бев малце по-екстензивен во излагањето, има широка е темата, може многу да се зборува, но у принцип еве јас вака би ги поделил во 3 сегменти проблемите што ги гледам. Hvala. Da pričamo o tome, ali ideja jeste
da probamo zajedničku energetsku strategiju za region koja bi nas... Kako privatni sektor može stimulisati? V tom trenutku spomenut jedan jako zanimljiv primjer. Ми представува денеска особена чест и задоволство да присуствувам на Самит 100. Тоа е една ретка можност во регионот каде што се среќаваат политичарите и бизнисмените, односно вршителите на јавни функции. Сакам да кажам дека она што беше денеска тука кажано, јас во потполно се согласувам, пред се треба да се прошири регионалната соработката помеѓу државите во регионот, а потоа целиот регион да соработува со Европската Унија. Беа кажани повеќе конкретни и корисни предлози. Мислам дека пред се однесуваше во делот на мобилноста. Ние денеска правиме скапи автопати помеѓу државите, меѓутоа тоа ќе бидат фрлени пари доколку не успееме да ги намалиме гужвите на границите. Нема никаква корис од тоа да направите 6 милиарди евра пат, а потоа да чекате 12 сата на граница, не се остварени целите. Мислам дека се презема одредени чекори и се слушна одредени предлози како тоа да се надмине. Воедно исто така стануваше збори за соработката во делот на енергетиката, во соработката во делот генерално на индустријата, на политиките, на зголемување на конкурентноста на целиот регион, на дигитализацијата на целиот регион. Вкупно земено едно многу корисен самит кој што веќе си добива свој облик и форма како водител на идеите на развојот на економијата во целокупниот регион.